Уапсени 17 лица кои пуштале музика во 7-дневна жалост. Во Скопје, Прилеп, Охрид и Команово не се почитувала владината одлука, пошто лицата се лишени од слобода и ќе одговараат по член 387 од Кривичниот законник, каде се предвидува и затворска казна до 3 години. Меѓу опсените има и 2 малолетни лица, едно во Скопје и едно во Прилеп, информираат од МВР. Музика се пуштало и во 3 гостителски објекти, во Команово, Скопје и Кичево. Истите се затворени, а собствениците и менаџерите приведени, додаваат од МВР. Контролите низ цела територија продолжуваат, а целосни бројки за прекршителите владата ќе соопшти утре. Од страна на сите оние тимови кои што беа составени во насока на контрола на сите лиценци, оние кои што ги поседувале и оние кои што не ги поседувале, се направени малку повеќе во фокус на почитувањето на одлуката која што ја донесе владата во однос на почитувањето на деновите на жалост, од причина што се утврди дека имаме и такви состојби на непочитување. Веќе во понеделник информациите ми говорат дека овие тимови започнуваат со нов координативен состанок на кој што ќе ги превземат сите идни чекори за нови контроли. Се контролираат и фирмите кои вршат превоз на стока и патници. Неправилности Државниот инспекторат за транспорт утврдил кај 11 фирми и 10 физички лица. Меѓу нив е и Durmoturs од Гостивар, чиј автобус на 13 февруари 2019 поради недозволена брзина и неисправност излета од патот кај село Ласкарци. Животот го загубија 16 лица, а 38 патници завршија со тешки телесни повреди. За несреќата бе обвинети 6 лица, кои вкупно добија 39 години затвор. Собственикот на Durmoturs доби најблага казна 4 години, а возачот на автобусот највисока 6 години. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.